Добро утро на сите. Сакам најпрво да се заблагодарам на премиерката на Република Србија Брнабич, на почитуваните министри, на представниците на медиумите, секако и на амбасадорите во двете држави за успешната организација на вчерашниот и на денешниот ден при нашата посета во Република Србија. Најпрво да се заблагодарам на сите вас за тоа што го следите саемот Винска визија на Отворен Балкан и информирате јавноста за сите случувања на овој меѓународен настан. Нашите влади се силно ориентирани да го подигнат економскиот и социјалниот стандард на граѓаните, а на бизнис заедницата и да возможиме квалитетно и ефикасно да работи во однос на извршување на своите деловни планови и да ги реализира во разумен рок. Ваквиот пристап секако дека доведува до квалитетни решенија, посебно во време на светска економска и енергетска криза, како и на силни геополитички превирања, што за нас е голем стимул уште посилно да се вложува во стабилен и просперитетен Западен Балкан. Благодариме на срдечниот прием на премиерката на Србија, Ана Брнабич. Денешната средба уште еднаш ги потврдува нашите заложби за важноста на економската соработка во регионот која е неопходна за соработка на земјите од Европската Унија и која што на крајот резултира со Балкан кој што е поврзан и Балкан кој што успешно може да соработи меѓу себе, меѓутоа и со земјите од Европската Унија. Нашата посветеност на унапредувањето на соработката со сите земји во регионот дава бенефити за нашите граѓани и ние сме држава, како и сите други држави во регионот, со не толку силни економии, како што се земјите членки на Европската Унија, и затоа од голема важност е да соработуваме помеѓу себе, бидејќи во заедништвото секогаш е силата. Кога зборуваме за соработката, потврдуваме дека нашиот фокус мора да остане Европската Унија, бидејќи земјите од Западен Балкан таму и припаѓаат. Ние имаме нагласена европска ориентација, реформски сме ориентирани и подготвени да даваме придонес во меѓународната соработка во сите области. Денес во рамки на иницијативата Отворен Балкан, министрите за транспорт и врски бевте сведоци дека потпишаа меморандум за соработка во воспоставување на железничка мрежа со високи перформанси. Овој меморандум за соработка се однесува на железничката линија која има крајна цел да ги поврзе Атина, Солун, Скопје, Ниш, Белград, Загреб, Љубљана и Салцбург, и секако со крак кон Будимпешта. Конкретно зборувавме за делницата Скопје, Ниш, Белград и секако за кракот кој во Скопје ќе се поврзе со меѓународниот аеродром во Скопје. Се работи за пруга која што треба да се изгради во должина од околу 50 км на територијата на Република Северна Македонија, и тоа во првата фаза, а интенцијата е, како што кажа и премиерката на Србија, коридорот 10 комплетно да биде изграден со нова брза пруга која што ќе оди од Скопје до Солун и потоа од Скопје до Пиреја и до Атина. Комерцијалната брзина на оваа пруга ќе биде најмалку 160 км на час, инаку веќе министерот за транспорт на Србија разговара и за зголемување на оваа брзина преку проектната документација која што се прави во Србија за патничките возови, што ќе овозможи навистина брз проток на добра, она што на Балканот не сме го имале, а што сме го единствено гледале во земјите од Западна Европа. Во следните недели владите ќе формираат работни групи која ќе изготви план за активности за динамика на реализација на овој проект, и ова е стартна точка каде се планира да започнеме со модернизација на железничкиот систем во нашата држава. Во однос на другите важни прашања, коридорот 10 за нас е навистина важен европски коридор и неговата реконструкција е повеќе од неопходна за да ја одржиме конкурентската позиција во регионот и генерално преку брзата пруга да го развиваме целиот регион. И ова е уште една можност за реализација на регионалната иницијатива со која што обезбедуваме брз проток на стоки и услуги не само низ земјите во Западен Балкан, туку и кон земјите членки на Европската Унија. Со Отворениот Балкан сакам да потсетам и на многу други придобивки кои што ги направивме, а тоа е преку синхронизирањето и признавањето на соодветни сертификати и друга документација. Ја подобривме брзината и ефикасноста на транспортот на стоки, а со тоа ја зголемивме и конкурентноста на регионот. Вчера на отварањето на саемот за вино исто така се покажа и докажа дека како земја имаме одлични резултати. Според последните податоци на World Top Export, Северна Македонија е прва земја
во регионот по извоз на вино и по извоз на неговата по големината на неговата вредност. За прв пат сме пред Грција, според најновите податоци кои што вчера ги соопшти министерот за земјоделие Љупчо Николовски, а исто така сме и пред другите земји во регионот, вклучувајќи и Словенија, Бугарија, Хрватска и сите земји кои што нас не обкружуваат. Во 2022 година, според вредноста на извозот на вино, каде што претходно бевме рангирани на 29-то место, според најновото рангирање Северна Македонија е на 13-то место во светот според извоз на вино со 60 милиони евра извоз на вино. Зад нас, како што напоменав, се наоѓаат голем број на држави кои што претходно биле пред нас. Најголем извоз на вино традиционално со години наназад имаме со Србија. Минатата 2022 година во Србија биле продадени македонски вина во вредност од над 20 милиони долари. Пред еден месец за прв пат донесовме и 10 годишна стратегија за развој на лозарството и винарството, а на последната седница владата го усвои новиот предлог закон за вино, кој што е целосно усогласен со регулативите на Европската унија. Ние силно инвестираме во винскиот сектор и според последните податоци, субвенциите заедно со дополнителната подршка достигнуваат до 1000 евра по 1 хектар. Имаме регистрирано над 300 винарии и истите се најголеми корисници на средствата од ИПАРТ програмата, во што сме исто така лидери во искористеност на овие ЕУ фондови во регионот. На саемот сме присутни со 74 винарии и со над 1000 етикети на македонско вино. Винариите преку иницијативата на Отворениот Балкан со здружени сили работат во развој на своите бизниси, а со тоа сите заедно придонесуваме за развој на нашите економии, за сврстување на економската соработка во регионот. Сакам исто така да се заблагодарам на премиерката на Србија и на владата, што веќе од утре започнуваме заеднички да го подготвуваме презентирањето на Северна Македонија на World Expo кој што ќе се одржи во Белград во 2027 година. Ние навистина бевме едни од најсилните поддржувачи, домаќин на World Expo 2027 година да биде Србија како наш прв сосед и како држава со која што немаме ниту едно отворено прашање. Нашите состаноци се многу конкретни, секогаш се во пријателска атмосфера и како што гледате после секој состанок има конкретни резултати од кои што бенефит имаат и нашите граѓани и нашите компании. Меѓусебното признавање на дипломите, заедничката наплата на патарините и во Србија и во Северна Македонија преку заеднички МТАГ, укинување на голем број на нецарински бариери кои што постоја на граничните премини, проширување на граничните премини, воведување на софтверски решенија со кои што се олеснува и транспортот на луѓе, и транспортот на стоки, и комуникација на трговија со услугите, така да можам само да изразам комплименти за соработката која што ја имаме и на ниво на председатели на држава, и на ниво на председатели на влади, на ниво на министри, меѓутоа пред се на ниво на граѓани кои што меѓу себе се почитуваат, се сакаат и како што често пати кажува председателот на Србија, дека тој го сака македонскиот народ, ја исто можам да кажам дека и јас и сите наши граѓани го сакаат српскиот народ како еден од најпријателските народи на Северна Македонија. Ви благодарам уште еднаш и посакувам успешно продолжување на сите започнати активности.